една од мерките во мојата програма беше оформување на општински сојуз на стопанственици и во претходните неколку месеци работевме на воспоставување на ваква структура како правен субјект. Денес продолжуваме со чекор напред и на моје општо задоволство гостин беше министерката за странски инвестиции Зорица Апостолска, со која што на сите представници на бизнис сектор во Крива Паланка им ги демонстриравме мерките и можностите за средства преку различните можности кои што се пружаат за малите и средните компании, но и за оние кои што се поголеми. И во таа насока, покрај представниците од Министерството за странски инвестиции, ми беше општо задоволство да имаме представник од Центарот за иновации и технолошки развој, затоа што секако и тие се како правен субјект организација која што нуди огромен потенцијал на финансиски средства кои што се како грантови, кои што се во моментот воопшто за Крива Паланка не искористени, затоа што до 11 кога е крајниот рок за аплицирање до овој Центар за иновации немаме ниту една апликација од Крива Паланка. Благодарам што ми дадовте прилика денеска да презентираме дел од она што ви е достапно вас во некоја форма на европски фондови. Ја ќе се обидам денеска да ви ги разграничам. Сакам да ви кажам дека Стопанската комора ви стои на располагање, значи за поддршка и во делот на ова што го слушнавте претходно, финансиските инструменти кои ги објави владава како поддршка за фирмите. Тоа првпат се случува и нас како Стопанска комора ни е особено драго што конечно има поддршка некаква финансиска за приватниот сектор. Меѓутоа, ова што сега сакам да ви го кажам е дека ваква и слична поддршка во рамки на европските фондови постои веќе подолг период и за приватниот сектор, меѓу другото. Меѓутоа, за жал, тие фондови што се директно од Брисел, директно од ЕУ, се многу малку искористени. Ние како општина извршиме анимирање не само на ваков директен начин на бизнис секторот преку непосредни средби, тоа ќе го направиме преку нашата официјална веб страна, преку медиумите, преку одделението за локален економски развој и се тоа што е нас стремеж да отвориме канцеларија преку Стопанската комора на Република Македонија во Крива Паланка и да работиме едно лице кое што ќе биде линк помеѓу централните институции, локалната власт и секако бизнис секторот кој што мора и треба да биде столбот на едно општество. Од таа насока сметам дека во следниот период ќе имаме конкретни и видливи активности преку кои што бизнис секторот на вистина ќе може да искористи дел од овие средства и да го зголемиме и бројот на вработени, од друга страна да го намалиме процентот на невработеност, но и во насока на тоа дека еве како регион можеме да се пофалиме со социоекономски напредок и развој.